Страпична семејна трагедија се случи на 16 јуни во село Теранци, кога таткото Ицо Пешов со нож неколку пати си го прободил 42 годишниот син Митре или Мишел Максимов и го усмртил. Грозоморниот настан се случил околу 17 часот, кога во куќата сами останале Ицо и синот Митре, додека другиот син бил под дрво во планината. Од непознати причини таткото се нафалил на синот и го избодил со нож, пошто овој побегнал надвор од куќата, а му успел да истрча само 100 метри, пошто паднал и починал. Ја кога дојдов од полето, ја го видов тука мртов. Како лежи. Друго ништо, тоа не знам. А кој е бил, што е бил, како е бил, тоа не може да знам јаде ништо. Не може да речем ништо. Таткото убиец и пред 15 на години со секира се обидел да го убие сопствениот син. Му ја расцепил главата, но само среќа го спасила момчето од сигурна смрт. Останал жив, но и со тешки последици и хендикеп. Дојдел тука и се спрачкале нешто и го избоде. Со нож? Да. Потоа што се случило? Дето избегало од дом, така? Дето избегало и паднало тука, го викало помош, немало никој. Брат му бил на дрва и кога дојдел брат му дома, појдел од дома до долу, гледал крв и там го најде умрет брат му. Там и прво убиство, татко дојде тука еднаш го со секира. Кога? Да, со секира беше. Секира прави операција у главата. Малиот мозок му е повреден на покојниот. Сега го па на нула го очисти више. Нема што више, знае се више, нема што. Теранчани велат дека Ицо Пешов своевремено бил на работа во Франција и таму оттепел човек гастарбајтер од Косово, зашто одлежал 10 години затвор. Кога го вратиле во Македонија, поради неговите нагони да убива, бил згрижен во душевната болница во Бардовци. Пред да го изврши убиството врз синот, од Скопје во Теранци го довел помалиот син, кој се вратил од превремена работа во Италија. Меѓутоа му требало малку време на крволочниот родител да остане сам со синот инвалид и да го